Нема субвенции за земјоделците, исплатата ќе почека, иако велат сточарите дека сега им се потребни за да ги покријат трошоците. Се жала дека немаат храна за добитокот, а поради ниските откупни цени на млекото и месото, повеќе не може да ги чуваат стадата. Откупот на јагнето не помина добро, со ниски цени, без субвенции пропаѓаме на нула. Да купиш храна, да платиш овчар, од каде да најдеме пари, вели сточарот Владо Симоновски од Карбинци. Субвенциите лани ги зема, сега за оваа година не се дадели. Сега треба да ја пушта. Некој храна му требава ечмен, некој јонџе нема да му стас. Сега треба да ја пуштат пред нова година. Он ќе ми пушта у мај тама или април. Тогај што ми требат? Тогај не ти треба. Сега е сезоната. Сега треба да ја пушта субвенциите. Нема што ги правиме, ќе продадеме и тоа и готово. Како сите без стока и ние така ќе биеме без стока. Нема излез друго. Сточарството е најзапоставено. Состојбата не е добра ниту за одгледувачите на говеда и товеници. Месото нема цена, млекото исто, вели Бранко Нисев, собственик на фарма во Лакавичко. Ги намалуваме и ќе ги намалеме и ќе дојдеме на нула со свињите. Со цената и со житото више не се обстојува, ќе тераме додека ќе тераме и Роковите за исплата на субвенциите се пробиени поради изборите. Законски не може да се исплаќаат субвенциите се до формирање на влада, информираат надлежните од Министерството за земјоделство и платежна. Неисплатените субвенции ќе се одразат со намалено производство и зголемен увоз на храна, но и тоа дека законите мора да се испочитуваат, сметаат земјоделските здруженија.